НЛО светлата над Стивенвил. Доказите за НЛО во голема мера се заснуваат на анегдотски извештаи, како што се изјави на очевидци, фотографии и видеа од неидентификувани летачки објекти. Сепак овие докази често се сметаат за посредни и предмет на толкување и генерално не секогаш се сметаат за убедливи докази. Еден од најшироко цитираните докази за НЛО се радарските податоци кои можат да потврдат присуство на објект во воздушниот простор. Сепак радарските податоци сами по себе не може да ја потврдат природата или потеклото на објектот. Друг доказ се физички траги што ги оставаат НЛО-то, како што се оштетување на местата или траги од изгореници на земјата. Сепак овие траги нечесто може да се објаснат со природни причини или човечка активност. Некои од експертите исто така посочија на сведочење на воени и владини представници, пилоти и други веродостојни сведоци како доказ за НЛО. Накратко, иако има многу извештаи за забележани НЛО и докази како што се радарските податоци и физички траги кои го поддржуваат постоењето на НЛО, понекогаш има и убедливи докази дека НЛО се вонземски возила и дека поседуваат напредна технологија. Во последните години има зголемен интерес за проучување на НЛО и беа формирани некои организации за да ги истражуваат овие видувања. Еден пример е To the Stars Academy of Arts and Science, која е приватна и научна истражувачка организација која има за цел да ги проучува и истражува непознатите летачки објекти и други аномални појави. Тие објавуваат некои декласифицирани снимки и информации за UAPS, наречени неидентификувани воздушни феномени, кои привлекоа големо внимание во медиумите, но важно е да се забележи дека поголемиот дел од овие снимки и информации не се конечни и се уште се предмет на толкување и расправа. Дополнително, американската морнарица неодамна декласифицираше некои видеа на кои се прикажани НЛО, вклучително и познатите видеа со Тик-Так и Гимбал, кои беа снимени од борбени пилоти на морнарицата во 2004 и 2015 година. Овие видеа предизвикаа значителен јавен интерес и беа широко дебатирани. Во 2020 година, Комитетот за разузнавање на Сенатот на Америка вклучи одредба во законот за овластување за разузнавање за 2021 година, која бараше од директорот на Националното разузнавање во консултација со секретарот за одбрана да поднесе извештај за НЛО. Извештајот требаше да биде доставен до Конгресот во јуни 2021 година. Важно е да се напомене дека постои зголем интерес за проучување на НЛО, мнозинството експерти и научната заедница и понатаму дебатираат за постоење на НЛО како вонземски возила или дека поседуваат напредна технологија. Помал дел од видувањата на НЛО може да се објаснат како природни феномени, а за вештачките објекти постојат убедливи докази за постоење на НЛО како вонземски возила и дека поседуваат многу напредна технологија. Има многу пријавувања и видување на неидентификувани летачки објекти или познати како НЛО низ историјата. Сега ќе ви представам еден пример и видување на НЛО. Стивенвил светлата. На 8 јануари 2008 година неколку жители на Стивенвил, Тексас, пријавиле дека виделе голем тивок светол осветлен објект како лета ниско во небото. Некои сведоци рекоа дека објектот бил голем колку фудбалско игралиште. Инцидентот го привлече вниманието и на националните медиуми и бил истражен и од војската, но никогаш не било пронајдено објаснување. Додека некои луѓе веруваат дека НЛО-ата се доказ за вонземски живот, други тврдат дека во моментот не постои научен доказ за поддршка на ова тврдење. Инцидентот во Стивенвил, светлата, е еден од многуто НЛО забележани со текот на годините и тој останува нерешен до ден денес. Додека некои луѓе веруваат дека НЛО се доказ за вонземски живот, други тврдат дека во моментов не постојат научни докази за поддршка на ова тврдење. Недостатокот на конкретни докази заедно со неможност да се објаснат огромното мнозинство на НЛО наведува многу научници и истражувачи да веруваат дека повеќето забележани НЛО може да се објаснат како природни феномени или објекти направени од човекот.
По инцидентот, МФО на организацијата спровела и истрага и интервјуирала над 70 сведоци, од кои многумина биле веродостојни, вклучувајќи пилоти и полицајци. Тие заклучиле дека наблюдувале објекти, најверојатно биле комбинација од напредни воени авиони и веројатно други непознати летала. Војската изјавила дека видувањата најверојатно биле предизвикани од авиони од блиската поморска воздушна станица Форт Ворт, но многу сведоци инсистираа дека предметите што ги виделе не биле конвенционални авиони. Инцидентот останува тема на дебатата и шпекулации меѓу НЛО ентузијастите и истражувачите. Важно е да се напомене дека поголем дел од забележаните НЛО не може да се објаснат како природни феномени или погрешно идентификувани вештачки објекти. Недостигот на конкретни докази и неможноста да се објаснат многу забележани НЛО доведе до постојана дебата и шпекулации за постоење на вонземски живот и напредна технологија. Инцидентот Стивенвил е само еден од многуте извештаи кои се забележани за НЛО, кои се случиле низ за историјата, додека некои луѓе веруваат дека НЛО се доказ за вонземски живот и напредна технологија, поголемиот дел од видувањата на НЛО не може да се објаснат како природни феномени или погрешно идентификувани објекти направени од човекот. Истрагата за појавата на НЛО е контраверзна тема, бидејќи многу научници и истражувачи тврдат дека во моментов не постојат научни докази за да се подржи постоењето на вонземски живот или напредна технологија. Сепак некои луѓе, вклучително и владини представници и воен персонал, пријавиле видувања кои не можат лесно да се објаснат, што доведува до постојана дебата и шпекулации за природата на НЛО и нивното потекло. Вреди да се спомене дека постојат неколку организации кои ги истражуваат и проучуваат забележаните НЛО, како што се МОФОН и Центарот за проучување на вонземска интелигенција, CSETI, кои истражуваат и собираат податоци забележани за НЛО со децении. Тие спроведуваат истражувања и истраги за да се обидат да го разберат феноменот и имаат составена голема база на податоци за видување и средби на НЛО. Многу експерти веруваат дека најдобриот начин за истражување и разбирање на НЛО е преку научни методи, како што се собирање и анализирање на податоци, интервјуирање сведоци и користење на технологија за следење и идентификување на објекти на небото. Исто така, важно е да се запамети дека темата за НЛО и вонземски живот може да биде контраверзна. Секогаш е најдобро да се пристапи кон дискусиите за НЛО и вонземскиот живот со отворен ум и да се земат предвид презентираните докази, наместо да се избрзува со заклучоци. Исто така, важно е да се земе предвид дека постои разлика помеѓу НЛО, кои се едноставно неидентификувани летачки објекти, и вонземски вселенски летала. Исто така, вреди да се напомене дека темата за НЛО и вонземски живот е тема на популарната култура со децении и е прикажана во филмови, ТВ емисии и книги. Ова понекогаш може да доведе до замаглување на границите помеѓу фактите и фикцијата, што им отежнува на луѓето да разделат што е реално, а што не. Еве уште неколку други примери. Розвел инцидент 1947. Ова е едно од најпознатите НЛО искуства во историјата. Тоа се случило во Розвел, Ново Мексико, кога еден сточар открил остатоци од објекти за кои многу луѓе веруваат дека е вселенско летало на вонземјани. Американската војска подоцна тврдеше дека остатоците биле под наводници од метеоролошки балон, но многу луѓе се уште веруваат дека станува збор за вонземско летало. Светлата над Феникс. На 13 март 1997 година илјадници луѓе во Феникс, Аризона и околните области пријавиле дека виделе објект во облик на буквата В на латиница, со светла кои бавно се движат низ небото. Светлата биле видени и од сведоци во Невада, Мексико, па дури и во големиот кањон. Говернерот на Аризона, Фајф Симингтон, подоцна открил дека и тој ги видел светлата и објектот. Инцидент во шумата Рендалшам 1980 година. Ова НЛО се случило во шумата Рендалшам во близина на воената база на Раф Бентвотерс и Раф Вудбридж во Сафолк, Англија. Некои луѓе од персоналот на американските воздухопловни сили пријавиле дека виделе чудни светла и триаголен објект во шумата. Инцидентот го истражувало Министерството за одбрана на Англија, но никогаш не било пронајдено никакво објаснување.
Белгискиот НЛО Бран во 1989 и 1990 година. Во доцните 80 и раните 90 години, илјадници луѓе во Белгија пријавиле дека виделе НЛО во форма на триаголник како летаат во формација. Белгиските воздухопловни сили спровеле истрага за видувањата и нивните пилоти пријавиле дека виделе предмети и на радарот. Гледањата потикнале голем бран на медиумско покривање, па дури и парламентарна истрага, но не било пронајдено дефинитивно никакво објаснување. Видување на НЛО во Чикаго, Охаре. На 7 ноември 2006 година неколку вработени на аеродромот и пилоти на меѓународниот аеродром Охаре во Чикаго пријавиле дека виделе предмет во облик на чинија како лебди над едно од портите на аеродромот. Објектот потоа пукал директно кон небото и исчезнал. Федералната управа за авиација ФАА спровела истрага, но тие не биле во можност да дадат објаснување за видувањата и случката. Фотографии на НЛО на Мек Минвил. Во мај 1950 година фармер во Мек Минвил, Орегон, направил 2 фотографии од објект во облик на диск кој лебди над неговата фарма. Фотографиите подоцна биле анализирани од експерти и се смета за едни од најверодостојните докази за НЛО во тоа време. Фотографот и неговата сопруга тврделе дека објектот е вистински, а не измама. Ова се само неколку примери на пријавени НЛО низ историјата. Иако многу мал дел од овие гледки се објаснети како природни феномени, некои остануваат необјаснети и продолжуваат да потикнуваат шпекулации и дебати за постоење на НЛО и вонземски живот. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.